Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Во продолжение следува генералната најава од која се информираме за денешните главни случувања. Промовирана поштенска марка деца со ретки болести. Обука за искористување на сончевата енергија во училиштата во општина Ѓорче Петров. Нови технички решенија за поголема сигурност на улицата Борис Сарафов. Почнува 13-тиот фестивал на нов германски филм. Продолжува кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници и денеска пред граѓаните излегоа со промоција на своите проекти. Еве ги најновите ветувања. Во наредниот период, во мојата изборна програма, предвидувам неколку проекти поврзани со користењето на велосипедите. А тоа е изградба на велосипедски патеки рута 3 и рута 4, со кој што кисела вода преку центар ќе ја споиме со Ѓорче Петров и Бутел и Чаир ќе ги споиме со центар со велосипедски патеки. Исто така предвидуваме субвенција за купување на 10.000 нови велосипеди за жителите на градот Скопје и како трет проект сакам да го најавам, тоа е нов проект, а тоа е поставување на станици за само изнајмување на велосипеди во градот Скопје. Остануваме доследни на нашата одлука да создадеме услови кои што ќе обезбедат повеќе пари за граѓаните, повеќе средства за младите, повеќе средства за малите бизниси. И овде во Шутово Оризари да се почувствуваат мерките, да се почувствува животот за сите во оваа општина. Нашата програма овозможува директна помош на домашните фирми, на малите и средните предпријатија какви што овде ги има најмногу. Обезбедуваме повеќе пари во општините, во градот Скопје, за да се отворат повеќе можности и повеќе пари за секој граѓанин за локален развој. Младите предприемачи кои што ќе одлучат да започнат бизнис, ќе бидат ослободени 2 години од плаќање на комуналната такса кон градот Скопје. Планираме да ги изградиме капиталните објекти, од кои што неколку ќе издвојам. Тоа е нова градинка, целосно нова градинка во Шутово Оризари, културно-младински центар, социјални згради и реконструкција на улици и патишта. Се заложивме заедно овие проекти да ни бидат приоритети на почнување на работата на локалната власт раководена од Социјалдемократскиот сојуз. Општина Газибава изминатиот период го доби сертификатот за бизнис пријателска општина. Тоа значи дека имаме одлична соработка со компаниите од општина Газибава. Така ќе продолжиме и во следните 4 години. Ќе продолжиме со соработката со компаниите, со одржување на бизнис клубот и дефинирање на заедничките приоритети. Ќе продолжиме да организираме и бизнис форум каде што компаниите можат да разменат искуство со слични или исти компании од регионот и од светот. Исто така ќе продолжиме и со давање на можноста да постоечките компании ги прошират своите капацитети, да ја подобриме инфраструктурата, пристапот до овие компании, како патната, така и комуналната инфраструктура. Квалитетот на живот и благосостојба на граѓаните се нашите клучна цел, за чија реализација напорно и одговорно ќе работиме. Идната локална власт директно ќе ги поддржува домашните фирми, но ќе обезбеди еднакви услови за странските инвеститори. Континуирано ќе вложиме во развој на младите кадри, во отварање на нови бизнес хабови, ќе работиме на здружување и соработка на бизнисите. Општината и граѓаните со цел отварање на нови добри платени работни места. Веруваме дека тоа е единствениот пат кон модерна и успешна општина. Безата на бездомни животни на улиците лежи во неодговорното сопствеништво. Она што ние сакаме да го направиме е да формираме стационари и прифатилишта, кои што можеби ќе бидат и во соработка со соседните општини. Раководењето со овие прифатилишта и стационари ќе биде во надлежност на општината, меѓутоа во соработка со стручни лица кои што се членови на Сдруженијата за заштита на правата на животните. Она што ние ќе сакаме доследно и целосно да го направиме е проектот Залови, стерилизирај и врати. Но врати на истото место каде што тоа куќе претходно живеело. Да не доаѓа ситуација да некој куќе потоцна биде вратено на место каде што ќе има уште потежок живот. Сакаме да ветуваме пред целата јавност дека со нашето владење во општина Чаир сите податоци за финансиската состојба ќе бидат јавни и достапни за секого.
Ние сме убедени дека со подигнување на нивото на транспарентност ќе ја вратиме довербата на граѓаните кон општината како институција, дури не само кај нив, туку ќе ја вратиме довербата и кај инвеститорите, кредиторите и другите можни донатори. Во овие 10 дена Демократската унија за интеграција секој ден на терен ги има не само кандидатите за градоначалници и кандидати за општинските совети, но и сите партиски органи заедно со илјадници доброволци кои ќе се идентификуваат со нашата изборна понуда. Цениме дека изборната кампања се одвива во демократски дух, во согласност со духот за слободни и демократски избори. Ние ќе се ангажираме и следните преостанати 10 дена од оваа кампања да продолжи во ист дух, почитувачи го во целост гласачот и граѓанинот. Тоа беше блокот посветен на локалните избори 2017, а сега продолжуваме со урбаните вести. Промовирана новата поштенска марка Деца со ретки болести, која е прва ваква поштенска марка во светот. Поштенската марка е издадена во тираж од 6000 примероци и е со номинална вредност од 48 денари. Поштенската марка е издадена во тираж од 6000 примероци и е со номинална вредност од 48 денари. Ова е прва ваква поштенска марка во светот. Председателката на Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици Весна Алексовска истакна дека поштенската марка ќе помогне во подигнувањето на свеста за ретките болести. Идејата на поштенската марка потекнала од Гордана Лолеска од Охрид и е за восхи тоа што таа го направила со желба да им помогне на децата со ретки болести. Си ја учиме болеста и си живееме со неа најдобро што знаеме и најдобро што можеме, затоа што предизвиците со кои се соочуваме се многобројни. Започнуваме со проблемот со диагноза, за која често самите пациенти и семејства одат кај повеќе од 10 доктори за да ја добијат и поминуваат некогаш и 10 години за да ја добијат точната диагноза. Потоа ни е потрагата по информација, за да знаеме како да живееме и како да се лекуваме со таа болест. Потоа ни е потрагата по лекови, затоа што истите не секогаш се достапни, дури кога се достапни, очигледно во Македонија ни каснат по 4 месеци, затоа што имаме совет за јавни набавки кој очигледно не знае колку ни се потребни овие лекови и дека без нив не можеме да живееме. За тие што нема лекови се потребни социјални услуги. Долго време во социјалниот систем ретките болести не постоеа. Се надеваме дека ќе започнат да постојат и дека истите ќе го добијат потребниот третман кој им следи за да може да живеат што понормален и што поквалитетен живот. Алексовска додаде дека некогаш поминуваат и 10 години пациентите да ја добијат потребната диагноза. Лековите не секогаш се достапни, а тогаш кога се достапни доцнат по 4 месеци. Иако јас сум со ретка болест, ја можам да направам све што посакам. Јас сум многу добра, многу сакам да работам. Мајка ми и татко ми, иако ме пуштат све да правам. Иако имам ретка болест, ја е сметам како да немам ништо. Јас сакам да за сите ретки болести да измислат терапии и за мојата. Постојат луѓе што не може да преживеат без терапија, ама јас можам. 6-годишната Ива Петреска од Гостивар, која е болна од епидермолизис булоса, која е ретко генетско заболување и се манифестира на кожата и лигавицата, рече дека иако има ретка болест, може да направи се што ќе посака. Требата од помош треба да биде постојана и континуирана. На тој начин стануваме одговорни пред себе си, но и пред општеството. Тргнувајќи од тоа, почитувани пријатели, дами и господа, денес се чувствувам особено почестен што можам да зборувам во свое име, како и во името на вработените на Македонска пошта за поштенската марка посветена на ретките болести, единствена од ваков вид. Менеджментот на компанијата почувствува дека печатењето на ова марка треба да се реализира, но исто така
Повеќе освесни сме дека тоа е само еден мал придонес за потребите на Сдруженијето. Фадис Реджепи, генералниот директор на АД Македонска пошта, рече дека повеќе освесни се дека печатењето на поштенската марка е само мал придонес за потребите на Сдруженијето. Отворен е почесен конзулат на Кралството Мароко во Скопје. За почесен конзул е назначен Илија Малинковски. Отварањето на конзулатот го одразува фактот дека двете земји придаваат фундаментална вредност за зајакнување на нивните билатерални односи во многу области и сектори од заеднички интерес. Почесен конзулат на Кралството Мароко синоќа беше отворен во Скопје. За почесен конзул е назначен Илија Малинковски, истакнат член на бизнис заедницата, кој со својата работа придонесува за културното и економско зближување на двете земји. На свеченоста на која присуствуваа представници на дипломатскиот кор и на државниот врв, се обрати заменик министерката за надворешни работи Арта Точи, која истакна дека почесниот конзулат ќе овозможи засилена соработка во повеќе области меѓу двете земји. Мароканската амбасадорка Закија Ел Мидаои на свеченоста истакна дека официјалната инаугурација на почесниот конзулат на Кралството Мароко во Република Македонија го одразува фактот дека двете земји придаваат фундаментална вредност за зајакнување на нивните билатерални односи во многу области и сектори од заеднички интерес. Почесниот конзул Малинковски изјави дека оваа важна функција за него е голема чест, а културното зближување и економската соработка на двете земји е негова мисија. Република Македонија и Кралството Мароко воспоставија дипломатски односи на 18 септември 2002 година. Представници од општината Разлог од Република Бугарија на 5-дневна обука во општина Ѓорче Петров намената за наставниците за практична употреба на сончевата образовна опрема и несовремени технологии за искористување на сончевата енергија. Во рамки на проектот Учење преку работа, Learning by Doing, преку програмата на Европската Унија Еразмус, во основното училиште Мирче Ацев се одржа третата работна средба меѓу представници на двата проектни партнери, општината Ѓорче Петров и општината Разлог. Проектот е насочен кон промовирање на нови пристапи на учење и можност за поефикасна едукација на децата, за користење на опрема и помагала за соларната енергија. Оваа средба ќе биде проследена и со практична обука за едукација за користење на училишните помагала за примена на соларната енергија, односно наставниците ќе бидат подготвени за реализација на наставни часови кои опфаќаат општо познавање на соларната енергија и нејзина примена. Проектот представува почетна основа за младите повеќе да дознаат за моќта на соларната енергија, да бидат поинформирани за суштинската улога на соларните панели во менување на светот на енергијата и да бидат подготвени за спроведување на соларни технологии во реалниот живот. Наставничките тимови ќе имаат можност за практична имплементација на стекнатото знаење за обновливите извори на енергија на училишни часови, беше заклучено од денешната средба помеѓу двата проектни тимови на општините Разлог и Ѓорче Петров. Градоначалникот Сокол Митровски се заблагодари за учеството на општината Разлог во заедничкиот проект, кој представува стимул за приближување до европските фондови, размена на информации и искуства за постојните образовни процеси во Македонија и Бугарија, а ја истакна и потребата од продолбочување на соработката и во други области од културата, спортот и социјалната заштита. Наша делегација беше во општината Разлог, дискутира, направива еден драфт проект од оваа заедничка програма и се надевам овие 5 дена ќе бидат успешно искористени од двете страни, од нашите стручни органи, да кажам, од општината Ѓорче Петров, од професорите кои се вклучени во овој проект, заедно со колегите од општината Разлог, тоа се професори, наставници, стручни лица, инженери, кои денеска почињате оваа работна средба и се надевам на крај ќе испадне еден заеднички документ, една заедничка стратегија за користење на сончевата енергија и таа вкупната технологија, секако кои ќе бидат вградени во проектите за понатамошното усавршување или опремување на сите училишта, градинки или институции кои се под надлежност на општината Ѓорче Петров. Златка Стојчева, лидер на проектот од општина Разлог, истакна дека ова стратешко партнерство ќе даде голем придонес за подобрување на квалитетот на основното образование и исто така подобрување на квалитетот на наставниците од основните училишта од двете општини. Вечерва започнува фестивал на нов германски филм. Останете со нас до крај за да ги дознаете деталите.
Со цел обезбедување поголема сигурност на учениците од основното училиште Мирче Ацев, општина Ѓурче Петров во соработка со град Скопје постави технички средства за успорување на сообраќајот на улицата Борис Сарафов. По барање на граѓаните, а со цел да се изнајде решение за поголема сигурност на децата кои учат во основното училиште Мирче Ацев и секојдневно мораат да ја поминуваат улицата, градот Скопје и општина Ѓурче Петров инвестира во поставување на технички средства за успорување на сообраќајот за поголема сигурност за своите деца. На улицата Борис Сарафов или поранеш на 4 јули изведен е сообраќаен проект со поставување на технички средства за смирување на сообраќајот и поставени се нови сообраќајни знаци за предупредување и известување за сите учесници во сообраќајот дека во близина има училиште. Од градот Скопје и општина Ѓурче Петров се надеваат дека новопоставените сообраќајни решенија ќе ја подобрат ситуацијата на терен. Од општината апелираат до сите учесници во сообраќајот да возат внимателно и да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци и со тоа да придонесат за поголема сигурност на учениците. Со цел развивање на свеста кај децата за значењето од селектирањето на отпадот и зачувувањето на животната средина, денеска беше промовирана видеоигра за деца Зелена игра. Денеска во трговскиот центар Capital Mall се одржа промоција на онлайн играта за деца под име Зелена игра или Green Game. Играта е нов концепт, креативна едукација за селекција на отпадот, низ игра и забава од мали нозе, децата да научат правилно да го селектираат отпадот со цел заштита на животната средина во која растат и се развиваат. Играта може да се симне на следните линкови: nulaotpad.com.mk и pakomak.com.mk и да се инсталира на мобилен телефон, таблет или компјутер, каде посетителите ги очекуваат многу награди и изненадувања, што ќе ги доделат невладините организации Nulaotpad и Pakomak, за тоа што ќе го научат со играта. Целта на денешниот настан е доближување до нашата млада популација, а со тоа и нивна едукација за во делот на селектирањето на опасниот и неопасниот отпад воопшто. Идејата е, пошто децата се највише врзани се со технологијата, да им се доближиме на тој начин и да ги едуцираме. Едукацијата оди константно, еве денеска и во општина Аеродром, и промоцијата нормално на оваа игра, со што граѓаните кои што живеат во оваа општина да го добијат соодветното или знаење или едукација кон овој и постапување кон овој отпад. Присутните на настанот се дружеа со децата од основното училиште Димитар Македонски, која промовираа и песната "Направив вистински град", како и ученици од основното училиште Љубен Лапе и Ѓоргија Пулевски. А исто така имаше и многу специјални изненадувања, кои Capital Mall со Nulaotpad ги имаа подготвено за минувачите. Општина Ѓурче Петров започна со есенската дератизација против глодари со која ќе бидат опфатени 3804 шахти на целата територија на општината. Општина Ѓурче Петров вакви акции спроведува 2 пати годишно. Општина Ѓурче Петров започна со есенската дератизација против глодари, со која ќе бидат опфатени 3804 шахти на целата територија на општината. Претходно е извршена дезинфекција во основните училишта. Покрај општинските инспектори во реализација на дератизацијата се ангажирани и лица од јавното претпријатие Водовод и канализација, со чија помош се лоцираат сите шахти на територијата на општината и се отвараат од вработените во јавното претпријатие. Дератизацијата се врши со препаратот Бродилон, а работите ги изведува Зотокс Скопје. Општина Ѓурче Петров редовно спроведува вакви активности 2 пати во годината, а средствата ги обезбедува од својот буџет. Објавен е повик за пријавување филмови снимени со мобилен телефон, не подолги од 10 минути, кои ќе се прикажат во рамки на Мобил фестивал од 10 до 18 ноември. Меѓународниот фестивал за филмови снимени со мобилен телефон Мобил фестивал објавува отворен повик за пријавување филмови за 8-то издание, кој ќе се одржи од 10 до 18 ноември во Скопје. Право да се пријават имаат сите филмови кои се снимени со мобилен телефон кои не се подолги од 10 минути, а истите претходно не биле пријавени на претходните изданија на Мобил фестивал.
Во конкуренција влегуваат сите филмови кои ќе пристигнат до крајниот рок за пријавување, 1 ноември 2017 година. Филмовите може да се пријават на mobilfestconcurs@gmail.com. Селектираните филмови ќе влизат во конкуренција за следните награди: награда за најдобар филм Ратка Илиевска Лале, награда за најинвентивен филм, награда за најоригинална приказна, награда за најдобра идеја, награда за најдобар филм во домашна програма Млади таленти. Најдобрите филмови ќе бидат прикажани во надпреварувачка програма на интернационалните фестивали, кои се во мрежата фестивали за филмови снимени со мобилен телефон, а се во партнерство со Мобил Фестивал. Организатор на Мобил Фестивал е продукцијската куќа КТ Филм и Медија. Фестивалот е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија и од градот Скопје. Фестивалот е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија и од градот Скопје. Вечерва во Кино Милениум ќе биде прикажан германскиот игран филм Чик, со што ќе почне 13-тиот фестивал на нов германски филм. Фестивалот од утре до завршувањето на 9 октомври ќе се одржува во киното Фросцина во Младинскиот културен центар. Со наградуваниот германски игран филм Чик на познатиот режисер Фатих Акин, вечер во Кино Милениум ќе биде отворен 13-тиот фестивал на новиот германски филм, на кој ќе бидат прикажани 10 современи филмски наслови од германската кинематографија. Фестивалот од утре, 5 октомври, до завршувањето на 9 октомври, ќе се одржува во киното Фросина во Младинскиот културен центар. На фестивалската програма се комично-сатиричниот Тој е повторно тука, во режија на Давид Внет, драмата Поздрави го од Фукушима во режија на Дорис Дери, научно-фантастичниот мистичен трилер Ние сме плимата во режија на Себастијан Хилгер, трагикомедијата Тони Ердман во режија на Марен Аде, филмот за деца Авантурата на Нели во режија на Доминик Весели, филмот за деца и младинци На иста висина во режија на Јоахим Дилхопф и Ефи Голдбрунер, драмата Време на канибалите во режија на Јоханес Набер, драмата Херберт во режија на Томас Штубер и драмата 24 недели во режија на Ане Зохра Берахет. И годинава фестивалот носи филмови кои без исклучок отвараат современи општествени размислувања и теми, кои ќе не нурнат во длабочините, кои ќе не натираат барем за момент да се позамислиме, да продискутираме и конечно да се погледнеме во огледало и да направиме чесен индивидуален опит, соопшти организаторот на фестивалот. Покрај во Скопје, оваа година филмовите од фестивалот ќе може да ги погледне и публиката од Битола, Прилеп, Охрид, Велес, Титово, Кавадарци, Штип и Струмица. Во Центарот за култура во Охрид, фестивалот ќе почне на 7 октомври и ќе трае до 10 октомври. Во Центарот за култура во Прилеп филмовите ќе се прикажуваат од 12 до 14 октомври. Во Центарот за култура во Битола од 12 до 15 октомври. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип од 23 до 27 октомври. Во Центарот за култура во Кавадарци од 24 до 27 октомври. Во Лоја во Тетово од 25 до 27 октомври. Во Центарот за култура во Струмица од 1 до 3 ноември и во театарот во Велес од 3 до 5 ноември. Годинашното издание на 42-тиот Млад отворен театар ќе заврши со представата "Не се срамам од моето комунистичко минато". На годинашниот Млад отворен театар од 28 септември до денеска беа изведени 18 представи, од кои гостински беа од Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Полска, Иран, Холандија и Шпанија. Не се срамам од моето комунистичко минато е насловот на последната представа од програмата на годинашниот 42 фестивал Млад отворен театар. Се работи за српско-холандска копродукција во режија на Сања Митровиќ, која и игра во представата заедно со актерот Владимир Алексич. Митровиќ и Алексич се осврнуваат на неодамнешната историја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, земја која денес постои само во имагинацијата и сеќавањата. А сепак основната идеја на СФРЈ како мултиетничка, мултирелигиска, социјалистичка држава е се уште актуелна битка на европските земји денес, или барем тоа е уверувањето што ги споила овие двајца артисти и пријатели од детството, кои емигрирале во 2001 година. Додека Сања се уште живее и работи во Западна Европа, Владимир се вратил во Србија за одново да го гради својот живот таму, соопшти МОД во најавата за едночасовната представа која ќе биде изведена во Младинскиот културен центар од 20 часот.
од 21 часот и 30 минути. Во МКЦ во рамки на придружната програма концерт ќе одржи бендот од Виена Електрогузи. На годинашниот млад отворен театар од 28 септември до 4 октомври беа изведени 18 представи, од кои гостински беа од Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Полска, Иран, Холандија и Шпанија. До петок ќе се задржи сончево и потопло време со мала до умерена облачност. Во петок во вечерните часови ќе има зголемување на облачноста, а во северните делови ќе има локален дожд. Во сабота ќе има повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Ќе дува засилен северен ветер кој ќе предизвика значително паѓање на температурата на воздухот. Во недела ќе се задржи ветровито и студено, предпладне со локален дожд. Од сабота попладне ќе има услови на повисоките планини врнежите да бидат од снег. Матама метео е во продолжение. И уште една информација пред самиот крај. Без водоснабдување утре ноќеска од полноќ до завршување на интервенцијата ќе останат корисниците од високата зона на булевар Јане Сандански од број 61 до број 109 во општина Аеродром. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинат е заради замена на затворач на водоводна мрежа со пречник 80 мм на булевар Јане Сандански број 65 во населба Аеродром. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.